е едно од популарните собиралишта на младите во кое сраќаат и членовите на навивачката група Шкембари. Нивниот револт, насочен кон Скопје, е само своевидна проекција на општото незадоволство на сите битолчани, велат некои постари во овој град. Битола Скопје, што да кажеш, од секогаш сме биле на различни страни. Како прво, ние не го признаваме Скопје за главен град, тој е комунистички град, направен од Тито. Па тие се однесуваат како да се граѓани од прв ред, а ние граѓани од втор ред, како се тие европски град, успотино не е така. Може би само обратно. Битола од секогаш, како што реков, бил центар на Македонија, тука биле секогаш биле главните конзулати тука, а сега со новата формираната македонска држава се префрли во Скопје. Се врши прегледа централизација, сите пари се во Скопје. А и не може некој парите да во Скопје и таму после тоа да добиваме и ништо. Не сум како навивач на Пелистер навреден, сум како граѓанин на Битола навреден. И затоа нас тоа повеќе пати не има, мислам како да речеме, на гимнато во душата и во срцата, зошто тоа го прават пример. Дали се тие работи да некој друг не знаеме. Ете видиш тие работи што точно што го рече тоа како граѓани од втор ред, например, зошто да навиват да скандират за Битола, зошто не скандират пример општо само за навивачите како ние што скандираме например како за комитите, ако збораме за тоа, а зошто скандират пример за цела Битола. Тука ги вреѓат точно ти рече сите граѓани на Битола, видиш. А зошто се тие работи? Зошто се тие страсти во навивачите, ме разбираш? А јас како или моите другари можат само да кажат заради тоа ги револтира, заради комитите што мислам како навивачи што видиш на тие работи, на тоа битолчанки, секса битолчанки или Битола село или други врегања. Скопје се рани со вашите пари, мислам од кај му доаѓа на тие луѓе тоа да го изговоруваат на тие стадиони, ме разбираш? Видиш тоа од кај доаѓа, тоа треба да го прашате ви. Во секој случај и овие битолчани имаат и свое разумно оправдување за нивното незадоволство. Потребно е отворање на нови перспективи. Сега, како што стојат работите, стварно Скопје малку дели од другите градови. Тоа општо мислење дека цела пара, што си, како народот што би рекол, парата е во Скопје и таму е бизнисот. Има многу студенти, има многу шанси за успех. Бизнисот е таму, јас така барем мислам. Па на градот му фали Пато, најбитно е пато. тие главните патишта да се средат и овие сега гледам јас во Скопје, живеам во Скопје таму неколку години, во секоја населба барем по 2-3 трговски има, центри. Барем 2-3 трговски. Треба да се поведи рачун од овие што се парите што го плаќаат овие кафичи, кафани, даноци, такви работи. Да се отворат едни трговски центри кај нас за работа на младите, за запослување. 90% од младите не се запослени. Зошто, например, од сега да ги земиш парите в джеп и да одиш Скопје да купаш роба? Зошто да нема во Битола, например? Да како постануваат хулигани. Има и Битола бизнисмени што имаат доста пари да вложат, да земат еден трговски центар, 2-3 роба, да има за сите, да има работа за сите. Тоа е исто една работа што ги пали овие млади луѓе да револт за Скопјани ваму таму. Све кај ни. Треба да има и таму и овде. Нема да има после ни карање, ни глупости. Славица, шанса